Благодарам, председателе. Колега Костадин, еве вака кога веќе ја начнавте темава и кога зборувате за трошењето на пари, каде вие сте ги трошеле и како тоа сте допринеле во развојот на државата, и во меѓувреме спомнавте Штип, избори во Штип, еве да ви кажам дека вие сте пример како тоа парите на граѓаните не завршуваат онаму каде што треба, во капитални инвестиции, туку завршуваат во изборен подкуп. Штип е пример за тоа дека завршуваат парите на граѓаните за купување на гласови. А тоа можеа да го видат сите граѓани на Република Македонија, како на мускули, како со уцени, како со подкуп се купуваа гласови за да се обезбеди цензус. Штип е пример на селективна правда. Тоа што го напомена колегата. Штип е пример на селективна правда како законите важат за некои, а за вас, кои што сте представници на извршната власт и кои што сте представници на законодавниот дом, не важат. Можат да важат законите за луѓето во Вевчани, а за елитата на Социјалдемократскиот сојуз, која што прославува во Штип, не можат да важат. Затоа велиме дека имаме сомнеш во вашата намера. Кога зборувате повторно за Штип, да ве подсетам дека само постов на проекти поврзани со енергетски ефикасни фасади. Во Штип е ветено пред 4 години дека не јавните институции, не зградите под локална самоуправа, туку сите згради, стамбени објекти, сите, вклучувајќи ги и јавните институции, ќе бидат реновирани со енергетски ефикасни фасади. Во контекст на ова, да ве подсетам и за изборното ветување за гасификација на општина Штип, кое што 4-та година го зборувате, што туку не сте започнале како власт, а претпоставувам тоа е пример и со другите општини. Овде не ги трошите средствата кои што ги потрошивте и ќе кажам во висина и во износ од 1,5 милиарда евра. Овде кај што требало и каде што сте дале збор на граѓаните. Многу често го користам тој термин. Тоа е изборна измама, затоа што граѓаните ви дале доверба, гласале, сте ги излажале дека ќе правите енергетски ефикасни фасади во Штип, во Струмица и на други места. Но не сте го направиле тоа. Не сте ја направиле гасификацијата. Напротив, сте купувале гласови за да се одржите на власт со директен и индиректен подкуп. Напротив, вие сте пример за селективна правда. Пример за тоа како не треба функционери на власт да се однесуваат. Тоа кое што го споменавте дека победувате и дека владеете. Ве уверувам дека граѓаните секојдневно го гледаат вашиот начин на владење и на функционирање. И секојдневно ја губите поддршката на граѓаните. Затоа ви се овие вртоглави падови во бројот на гласачи кои што ве поддржуваат. Затоа секојдневно ви се случуваат внатрепартиски кавги во партијата. Но за да го заскриете сето тоа, зборувате за опозицијата. Вие сте 4-та година на власт и граѓаните бараат испорака од вас. Граѓаните бараат да промените нешто кое што е било како аномалија во минатото. Граѓаните бараат да промените нешто кое што во минатото не било добро, но не да го влошите, но не да го мултиплицирате. А во ова сето јас што ви го зборувам, повторно ќе кажам, ви го потврдуваат меѓународни институции кои што зборуваат за вашето ниво на корупција, за вашата неспособност, за зголемениот број на невработени, за намалениот број на странски директни инвестиции, на отворени нови работни места, за функционирањето на правниот систем, за функционирањето на здравствениот систем, за тоа дека Македонија нема план за вакцинација, за имунизација на населението и за многу други работи, анализирајќи ги сите аспекти на општественото живење, ќе заклучите дека доживуваме порази. Тоа е она кое што граѓаните го сведочат, а ние овде го зборуваме. Вие можете да релативизирате колку сакате и да зборувате за изборите во Штип
избегнувајќи ги овие горчливи проблеми, но тоа нема да не спречи нас да ви ги кажеме фактите во очи. Благодарам, колега. Следна за реплика е пратеничката